Значи не сме го ова сама го објавила. Пратеничката Иванка Василевска си го објавила ова сама. Ајде да видиме. Ајде. Ке дојде. Ама ај зумираја малце сликата. Кученцето не ни е битно. Зашо кученцето ше убаво гледа? Не, убаво е кученцето, ама не се чита. Ле какви се? Погрешка на стори има кликнато уште една слика. Значи сакала веројатно да пушти слика од кутрето од 21 и кутрето од 24. Ама веројатно погрешка стиснала од чат сега. Јас жалам и сочувствувам со пратеничката и професорка Ина Додовска, и Василевска, се извинувам многу. Ама тоа е тоа. Александар од култура вели па под стрес сме како кондоми не фрлија за една недела за употреба до победа. Пуштени сме низ вода. Ама и Иванка вика дека се ваква потресена како пишува, не гледам, не читам. Значи, јас ги потикнав на идејава и друг пат не ти паѓа имунитет, и друг пат да не ти паѓа имунитетот за други луѓе, и вели Александар Култура. Не можам да се опоравам, вели, многу голем стрес поминав пратеничката. Нека ја рам на секој што плука на нас. Александар Култура и одговара, па под стрес сме, како кондоми не фрлија за една недела за употреба до победа. Пуштени сме низ вода и двајца. Ке ве молам да го трнете сега овде. Јавноста дали знае кој е Александар Култура? Кој е, брат? Сега ќе пуштиме слика. Ајде да видиме кој е Александар Култура. Еден независен аналитичар кој што многу ги брани ставовите на новата влада. А опа, ние имаме како го местат да стане државен секретар. Најдете го, директор што треба. Најдете го тој скриншот. А овој аналитичаров што беше прво нели у чекална таму кафиња правеше. У штаб. Не бил у чекална. Човекот лично го познавам и е многу окей. Но мислам дека треба да види целата македонска јавност како се чувствуваат дури и луѓето кои што се најблиску во кругот на соработници во врвот на партијата. Значи, ако овие се искористени, пушти го фотографијата за кој станува збор. Не ми е работа у собрание да седат и да си играат игрици, да се допишуваат на телефони и ние бараме. Еве, колумнист и аналитичар. Па сега види господине Александар. Како да ти кажам? Ви искористиле како кондоми. Не си далеко од вистината. Пак ќе речам, многу окей човек, многу окей си е паметен човекот. човек. Многу паметен човек. Ама одбрал да работи, ќе кажам до некаде нечесно. Зашто? Затоа што да се појавуваш во јавност и да глумиш дека си независен и дека си аналитичар, а во исто време да чекаш нешто од партија, Зашо беше државен секретар или е брук. со еден висок функционер, со еден вице-премиер. Причекај, те поминавме на извршен и беше Да. бабетот, ама уште еден круг. Со еден вице-премиер се допишува додека траеше изборот на влада. И вице-премиерот му пишува, Осареој му вика на него, шо направивме, ке бидне ли работела за мене. Причекајте, поминавме на извршен, кај дај ке те назначиме, ама поише од тоа не можам. Чути си додека да бидне. Вице-премиеров му вика на овој. Еве гледаме потоа. Ништо од тоа. Сега ме разбираш дека зашто не сакав да се појавам пред камера у Инфомакс додека бев у партија? Те беше страф од корона. Не. Ти беше страф од корона. Ти беше страф од корона. Не сакав да бидам како сите овие. Добро. Не, си се трне од ова. Да. Среќа. Сега па
Како да ви кажам? И кој ќе се појави на телевизија како независен аналитичар и колумнист, колку ќе вреди ставот на овој човек? Кој знае кој сместиле на негово место за директор? Има едно А прашање што ми штета, стигна на штета приватна... треба ли да го става директор, затоа што е интелигентен, начитан човек, учен човек, Да паметен. прочитам еден коментар, прашање едно од гледач кој што ми го постави на приватна порака. Вели прашање до Соседи ти, главен одговорен уредник на Инфомакс. Дали лично сметаш дека постои партиски функционер кој смее во наводници да има спротивно лично мислење од партиското? Па тие што имаат спротивно лично мислење од партиското завршуваат како што прочитавме во оваа порака, како искористени кондоми, фрлени на страна. Ете тоа е. Значи не смеат да имаат поразлично мислење од партискиот ајатолах. А имаше друго овдека прашање, дали би сакале да направиме дебат, би сакал да гледа дебата помеѓу мене или Милош со Луке Галевски. Јас не сакам. Со Луке Галевски со затнати уши ќе терам дебата. Со знаковен јазик ќе му терам дебата. Слободно, ако сака да дојде, ако Ако има сака нешто да Бојрум, каже. да. И било кој слободно може да дојде и тука да дебатира. Може и Александар ќе прифати да дебатира зашто се чувствува Кажав. така. Ау, ај молим те пушти, пушти, да. Пушти овдека. Кој е директор на МЕПСО? Чекај, од вчера го имаш скринот за тој директор? Кога не да? А ја Да видиме кој е министер за директор на МЕПСО и кој треба да го избриша долгот на Сања Божиновска, тоа е проneверата од 800.000 евра на министерката Сања Божиновска. Кој ќе има таа чест? Стефан Тодоров, само не разбрав добро од каде ви е пристапот Сама до пораката пратеничката си, телефон. сама си го објавила Инстаграм. на Facebook. Не, на Инстаграм. На Facebook. На стори, на. На стори стори. на Facebook. Мене ми личеше на Инстаграм, а не е битно. Значи сама си објавила. Диме Комуњаров, жената на Бетмен, не е така. Не е и вчера кажав дека не е. Не. И синот на Иванов демонтираше исто. И не е синот, друг. Не е ни синот на Иванов, да. Да, сама си го објавила сторито, јавно, тоа е тоа. Камо име? Ајде. Така да Стефан Тодоров да не се влажните многу. Веројатно чувството на цела држава е исто, на сите што гласале за ВМРО е исто после избориве. Па сега. Ама, Па тоа е. сега, шта Јеби го. речи? Вели, првиот братучет на Изет Меджити е назначен за директор на МЕПСО. А од ДКСК викаат: не е тоа непотизам. Ако живеел само заедно со Изет Меджити, тогаш би било непотизам. А ова, пошто поширока фамилија, не е непотизам. Иначе што? Вели со член 8 став 3 од наведениот закон по појмот семејство се подразбира брачниот другар, вонбрачниот другар, деца, родители, браќа и сестри и други роднини со кои лицето од ставот 1 живее во заедничко домаќинство. Ама по оваа Со логика остав- на ДКСК и жена му ако не живее со него ја назначат, Нема врска, Нема врска. Не. не живее во заедничко. Именува ше за долго се именува. Ај се види таму не Абе они од партија се знаат бе. Со братучет му. Они не правеле муабет. Абе они сега од- они преку викаат партија се член запознали. 56. Овој е долго изгубениот братучет на Изет Чекај Меджити. бе сега, член 56 ево, има други членови, него гаси ова. Чекај бе, ова е долго Ајде, изгубениот. закон за Братуче. спречување на корупцијата и судирот на интереси. Ова е со како она српско на шоу, како се викаше она срце не све за љубов. Значи како политиката му помогна на Изет Меджити да го пронајде долго изгубениот братучет. А не имаат слики. И не е непотизам затоа што они политиката вреди ги зближила и они така се запознали, иначе не знаеле, не живееле во заедничко домаќинство, не.
Не е под поимот, не спаѓаат под поимот семејство. Има поим блиски лица во закон. Не се веќе. Ајде да видиме блиски лица, само мен. Под поимот блиски лица се подразбираат лица во брачна или вонбрачна заедница со службеното лице, роднини по крв по прва линија и во странична линија до 4 степен, роднините по сватовство до 2 степен, како и секој физичко или правно лице со кој службеното лице има финансиски интерес. Абе, ДКСК, Така што абе, не пасоши. Деловна способност треба да ви одземат. И лични карти треба да ви одземат. Да ви дадат нови лични карти кои што стои назнака деловно неспособен. Или ограничена деловна способност. Зашто лажете народ, бе? Немало, види што вика, член, не, он нема обврска за блиските да пријави, ама он имаат обврска да ги проверат. значи член 8, под поим блиски лица. Се подразбираат лицата во брачна или вонбрачна заедница со службеното лице, роднини по крв во прва линија, во права линија и во странична линија до 4 степен, роднини по сватовство до 2 степен, како и секој физичко или правно лице со кое службеното лице има финансиски интерес. Ова е прва линија. Не е Втора, странична. трета. Е па што, втор братучет му е? Прв братчет му е Еме, прв. прв. Дете, браќата, сестрите се втора. Странична. Трета Трета линија, овој братучет. Да. Трета линија. Честички. Па чекај бе, ало, овие од ДКСК. Што правите вака? Четврта се петки. Зашо лажете? И сега? Мечка, многу си негативен, брат. Еј, Малце по-оптимистички, значи луѓе од депресија ќе ги фати. Они не се знаеле. Значи нив партијата ги сближила. Значи ова е како беше таа емисијата? Партија имаат партија. Како беше српската емисија? Све за љубов. Све за љубов. Леле. Каква прекрасна приказна. Само во Северџистан. Само во Северџистан. Како политиката политиката за прв пат не ги разделува луѓето, за прв пат ги зближува. Изет Меджити преку својата партија се го запозна со долго загубен прв братучет. Ова е, значи ова држава да не станеше директор, немаше да го запознае. Среќа Христијан Мицковски, експертот по енергетика, професор доктор, ги препознал капацитетите на ова младо момче и Ајде, во имаш него тука член го видел 56. новиот новиот директор на МЕПСО. Тоа беше пресвртниот момент кога се зближи фамилијата Меджити повторно. Тоа е забрана за влијание. И по ова треба ДКСК да го испитат. ај, Ама чекај бе, малце не биди Не- ироничен. не живеат во иста куќа. Тоа е многу битно. Од телевизија се знаат. Боби Стоевски на крај испаѓа дека сите проблеми ги прават албанците. Не, Боби. Не, Боби. Кој го постави за директор? Овој на МЕПСО? Албанците или премиерот македонец, големиот македонец и патриот Христијан Мицковски? Кој му дозволува на Изет Меджити да има албанско знаме во влада? Христијан Мицковски. Кој го фалеше Африм Гаши дека бил голем патриот и дека си ја сакал оваа држава повеќе и од некои македонци, а Африм Гаши дае заклетва на албански прво. После тоа не наруши секуларноста на собранието. Кои пратеници го гласа Африм Абе, Гаши? знаеш зашто ДКСК ни пратиле ваков одговор? Нема службени возила. А Затоа. и пасош.